Почитувани, на политиканството и лицемерните игри на Заев и СДСМ на сметка на граѓаните и стопанството им нема крај. Од тука, ние како пратеници на ВМРО, ДПМН и коалицијата, целосно го осудуваме инженерингот на Заев и СДСМ. Свесни за недостигот на искрена желба за брзо решение, но и за критичниот момент во кој што се наоѓа Македонија, граѓаните и стопанството, ќе ги повлечеме сите амандмани од Законот за државјанство, се со една цел, конечно да се изгласа петиот пакет на мерки за помош на граѓаните и стопанството. Дури и во вакви моменти, кога над 55.000 граѓани останаа без работа и едва и врзуваат крај со крај, кога македонската економија е на колена и илјадници компании се затворија, Заев и СДСМ, без око да им трепне, покажуваат огромна неодговорност и негрижа за граѓаните и стопанството. Од друга страна, бидејќи владата до предлагачот достави негативно мислење, а со недели Зоран Заев и други официјални лица на СДСМ даваат изјави за неприфаќање на текстот на законот кој што е во процедура, ги повикуваме истиот веднаш да го стават на комисија, бидејќи веќе нема деловнички пречки, односно нема амандмани, да ја продолжат пленарната седница и да се гласа за овој закон. Истовремено, ја повикуваме коалицијата Алтернатива, Алијанса за албанците, да ги повлечат амандманите од петиот пакет на мерки, за да можат компаниите и граѓаните да ги добијат и онака недоволните и задоцнети средства како помош за справување со последиците од ковид пандемијата. Неодговорното однесување на Заев и власта редно време е да престанат. Македонските граѓани и македонската економија немаат време за чекање, немаат време за игри и пазарење на Заев. Ним им е потребна помошта веднаш и без одлагање. На крајот, како одговорни пратеници, од оваа говорница уште еднаш апелираме до парламентарното мнозинство веднаш да се одржат и да продолжат со работа матичните комисии, каде се наоѓаат законите од петиот пакет на мерки, а потоа, во текот на денот или најдосна утре, да се одржат и пленарните седници на кои би се гласало по овие точки. Благодарам. Прашања? Повели. Вие ќе ги повлечете амандманите, но дали сте сигурни дека СДСМ нема да гласа за овој закон за државјанство, имајќи предвид дека преговара со Алијанса и Алтернатива, односно на некој начин да не бидете изиграни, да речем? Видете, ако досега сите официјални представници на СДСМ, вклучувајќи го и премиерот Заев, координаторот на пратеничката група, председателот на матичната комисија, се изјаснија дека овој текст на закон не може да се подобри со амандмани. Воедно, морам да спомнам дека имаме и негативно мислење од владата. Очекувам овие преговори кои што се водат помеѓу Заев и Алијанса на албанците и Алтернатива, дека ќе продуцираат едно ново законско решение, кое што ќе биде дадено на увид и на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Пратеничката група на ВМРО ДПМН е најголема пратеничка група во собранието со 44 пратеници. И очекуваме дека истото ќе биде дадено на увид, за да можеме исто и така и ние да се произјасниме по ова законско решение. Инаку, и доколку се решат на ова законско решение, има алатки со кои што може дополнително, доколку не се согласуваме со измените, односно текстот на законот, да реагираме. Меѓутоа, повторно ќе кажам, очекувам, барем онака, да останат доследни и конзистентни, дека ова законско решение, вакво како што е, не може да се подобри со одредени амандмани на текстот. Прашање други? Барате веќе од утре да расправате собраниските комисии, веќе да се стави на гласање ова за да се деблокира собранието. Меѓутоа, СДСМ и Алијанса се уште не постигнале конечно решение. Кога мислите дека ќе Видете, може да се деблокира собранието? Ова може да се реши со друго законско решение. Ние го одблокираме за да може да продолжи матичната комисија, на која што ќе нема амандмани, да се дискутира и да завршиме по ова законско решение. Очекувам, како што реков, бидејќи и Заев, и СДСМ, и сите релевантни представници од собранието рекоа дека овој текст на закон не може да се подобри со амандмани, да пуштат ново законско решение,
кое што ќе биде усогласено како меѓу нив, меѓутоа да биде информирана и да ги знае деталите од тој закон и пратеничката група на ВМРО-ДПМН и ВМРО-ДПМН како политичка партија. Така да, можност за одблокирање на петиот пакет мерки имаме уште денес. Доколку Алијанса и Алтернатива ги повлечат амандманите од петиот пакет мерки, Комисијата за финансирање ја води наш председател од ВМРО-ДПМН, кој што може и во текот на денешниот ден во попладневните часови да закаже седница, како би можело деловнички, комисиски да заврши расправата по петиот пакет мерки и во текот на попладневните часови или веќе утре, седницата на која што се петиот пакет на мерки со трите закони да продолжи и да се заврши и да ги добијат граѓаните овие средства кои што ги очекуваат. А игрите, преговорите на заев по основ на Законот за државенство можат да продолжат. Затоа што од вчерашните изјави ние видовме дека до петок треба да се сретнат експертски групи, кои што потоа треба да елаборираат, па повторно да се гледаат лидерите на политичките партии или пратеници, и тоа може да трае до недоглед. Затоа, чекорот кој што го прави ВМРО-ДПМН во моментот е можност за одблокирање на петиот пакет мерки. Благодарам. Едно вака хипотетичко прашање би прифатило било какво законско решение за државјанство, ново законско решение или може би и за него ќе имате амандмани? Мислам дека одговорив. Сега, дали ќе имаме амандмани, треба да видиме текст на закон. Ние во моментов немаме текст на закон. Да го видиме законот, некој да не избрифира, затоа што вчера слушнавме дека сите зборуваат дека и ВМРО-ДПМН ќе биде информирано по однос на тоа што е разговарано. Ние досега немаме официјална информација. Откако ќе видиме некоја драфт верзија на законот, можеме да излеземе и со одреден став по основ на ова прашање. Битно е петиот пакет на мерки да биде одблокиран. Благодарам.